жал, советниците од опозицијата не дојде никој. Ние не сакавме да правиме кворум, не баравме да бидат сите време на одмори, денес недела, ама можеше некој да дојде, да проговориме, затоа што денес е прилика, пошто е тука министерот на располагање, за да ни одговори на некои прашања кои што не мачат нас. Опозицијата излегува на пресконференции, а сега вистинско место, вистинско време, институционално да прашаат, тука е министерот, Советот за превенција, како да најдеме начин да се справиме со сето ова што се случува во нашиот град, дали е безбеден, колку е безбеден, кои се можностите за превенција и така натаму. За жал тие не дојдоа, ама тоа не значи дека ние не дискутиравме што треба да направиме со превенцијата на безбедноста во нашиот град. Зазедовме некои ставови. Министерот кажа дека на наше задоволство, она што го баравме и порано, треба да се направат услови, а веќе се во постапка тие услови, ресурси, капацитети за нашата полициска станица, за видна прерасни во сектор за внатрешни работи, што посебно ми е драго што министерот и владата за тоа размислуваат, затоа што мислиме дека на прилеп тоа му е потребно, има потреба од сектор, ама за тоа не треба само да се назначи, како што каже министерот, некој лице кој што ќе биде вработено или функционер некој, туку вистински со сите ресурси што ги имаме на располагање, со сиот потенцијал и капацитет, вистински да заслужиме да имаме сектор за внатрешни работи во нашиот град. Ние многу скоро можеме да излеземе, веќе се преземаат низа на активности кои што се надам дека ќе ги дадат очекуваните резултати, како и поврзаноста на овие случувања со некакви претходни случувања, со одредени групации и така натаму и така натаму. Тоа е најважно, ние како тим и полициската станица, јавното обвинителство, работиме заедно, преземаме мерки и овие настани треба да се расчистат и ќе се расчистат до крај. Меѓутоа, таква борба против криминалот, корупцијата, настаните мора да продолжи во иднина, интензивна да биде и да биде неселективна, и тоа е нешто што заедно се договоривме и денеска. Имаме многу подобрување во делот на активностите на полето на намалување на криминалитетот и на зголемувањето на откривачката дејност, правејќи анализа споредбено од 2017, 2018 и 2019, таква тенденција имаме и сега, и на пад на криминалитетот и на зголемувањето на откривачката дејност, меѓутоа тоа треба да ни биде само мотив. Уште повеќе да одработиме во иднина, за да навистина се сведат вакви инциденти или слични на нив на едно најниско можно ниво. Апелирам до граѓаните да имаат соработка со полицијата, апелирам до граѓаните да ги пријавуваат настаните, квалитетно да соработуваат со полициските службеници, заради тоа што ако немаме добра и искрена соработка со полициските службеници кои што работат на одреден настан, тогаш или изостанува или доцни ефикасната реализација на тој настан, така да апелирам до граѓаните да имаат соработка, да ги пријавуваат настаните, да пријавуваат настани од секаков можен вид, заради тоа што моментот е да сите заедно се справиме со криминалот, со корупцијата, од било каков размер и од било кого да бидат тие направени, и јас како министер сум насочен исклучиво кон реализација на овие активности, а со тоа и сите колеги кои што се припадници на македонската полиција.